Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е хороемисијата Дансе Макабре, 261 издание, со мене во студиото на Канал 103 во склопот на емисиите во кои што имам таа чест да поканам гости со кои што ќе можеме долго и на широко да говориме за сето тоа што го имаат оставено зад себе како дел од нивната филмографија, еден нивен подпис со кој што ќе ја збогатат пред се македонската кинематографија. Со мене во 261-то издание се Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов. Добро дојдовте во Канал 103. И со нив ќе ви говориме за нивното долгометражно остварување Обожение, кое што имавме можност во овие месеци да го искусиме така од прво, второ, па и трето гледање во нашиот ни главен град. Така што, дечки, прво, предпоставам дека ова е едно од првите гостувања вајда во 103-ка. Како ви изгледа студиото? Задоволни? Јас сум Кирил, добра вечер на сите слушатели на Дансе Макабре, на 103-ка. Многу ни е чест и многу ми е мило што не поканивте да учествуваме и да гостуваме во вашата емисија оваа вечер, да поразговараме со вас и со слушателите за нашиот филм Обожение, за неговите следни проекции и да ви кажам право, студиото ви е одлично, многу пријатна атмосфера, се е позитивно тука. Јас сум Светислав, јас исто сакам да се заблагодарам за поканата во оваа ваша емисија и се надевам вечерва ќе имаме убава вечер. Ајде вака едно адхок прашање, кажете ми кога за прв пат се јави таа потреба и желба во вас да се занимавате со овој занет, односно кога прв пат ви се роди желбата да се соочите со филмот и со желбата воопшто да застанете зад камерата? Индивидуално, кој сака? Па добро, кај мене желба да се јави кога за прв пат фатив камера во моите, тоа беа 10-11 години, не знам, кога започнав да снимам филмови со мојот професор по информатика тогаш, наставник уствари. Добро. И оттаму започнав да бидам член на киноклубот Милтон Манаки во Битола. Така. Започна да учествувам во фестивали на Камера 300, па на државни, на меѓународни, со кратки филмови, аматерски. И Значи, да се роди целата желба за да продолжиме да се занимаваме со оваа работа. Значи, од млади години е експониран на филмската уметност, така? За Кирил? Па, Каков е неговиот трневит пат кон иницирањето кон филмската уметност? И кога јас воопшто, ако можеш од да прилика сетиш? некаде, не знам, бев многу мал кога започнав да првично мојата историја, ако започнам искрено да зборуваме за филмот и за сите тие работи, може би имало некое влијание, јас додека сум бил мал, не сум сакал да бидам фотограф. Не сум Добро. сакал да застанувам пред фотоапаратот и пред камерата. Сум плачел и сум бегал од тие работи, но за потоа да сакам да ја фатам камерата и фотоапаратите во рака и да почнам да снимам и да работам некои работи првично со моите другари од мало, да се снимаме, да работиме некои скечови, клипови, за потоа да некаде околу 12 годишна возраст да се запознаеме со Светислав, каде одлучив да аплицирам со еден мој краток филм на еден фестивал и да се запознаеме на еден државен фестивал на непрофесионален филм. Значи, од тогаш датира оваа соработка. Значи, одбивноста и привлечноста ја имаме тука кон самиот медиум која што ја роди воопшто кај тебе желбата да застанеш зад камерата и да имаш интензивен однос со самото дело кое што ти ќе го извајаш на крајот на денот. Па, Најверојатно така некаде би се вклопила таа синтеза помеѓу тие работи и се уште имам одбивноста да застанувам пред камери да ме испрашува, да давам интервјуа, некако сето тоа за мене е непријатно искуство. Так. Сега додека сме позади
микрофоните на Радио 103, се чувствувам одлично и баш ми е позитивно Мило ми во е, студиото. барем имаш поголемо почит кон актерите, зашто треба тие да преживуваат додека се пред твој нишан, така што верувам дека го вреднуваш нивниот труд малку повеќе. Така е. Со тоа. Супер. Значи на почетокот на емисијата слушнавме две композиции, од кои што првата беше The Government, кој што е бенд кој е застапен во самиот ваш филм. Конкретно, ако не се лажам, во првиот сегмент, дури и еден видео запис буквално им извадивте со нивното учество, малте не во филмот. Кажи ми како дојде соработката воопшто со нив? Така, ние со Government се познававме, ги знаевме дечките, ги имавме слушано претходно. Тие работеа на нивниот нов албум, така да ги слушавме нивните песни и свативме дека таа црна земја го опишува целиот наш филм буквално, и дека тоа треба да влезе во филмот, бидејќи во филмот имаш исто сцена со свирка, тука се вклопија тие, тука влегоа тие, па оттаму и тоа прво промотивно видео за Government. Одлично изгледа и бендот навистина добро звучи. Имав можност на земјотрес да ги погледам за прв пат во живо и си го носам мракот со себе, мислам си. Дефинитивно тој нивен пост-панк ревайвал и тоа како добро звучи на македонски кога ќе се слушне. Многу поблиску е до нашата болка воопшто, болката на овие пространства, ако ништо друго добро е олицетворено. Така што одличен избор за бендот. И секако уште една твоја соработка слушнавме на почетокот на емисијата, односно композицијата Ascent на Горан Таневски, која што имаше видеозапис за неа. Како Така. дојде до оваа соработка? Така, тоа беше соработка која што беше пред 2-3 години. Така? Тоа беше испит фактички, мој испит на факултет. Со Горан Таневски се разбравме многу добро и одлучивме дека неговите желби и барања можеме ние да ги постигнеме и така да се собравме ние добра екипа која што го направивме тој спот Ascent кој што испана таков каков што е. Одличен метафизички запис е пред се тоа едно убаво превирање помеѓу природата и иманентен и екстерен свет. Еден човек многу заумен спот, доста чудесно ја доловува воопшто таа тежина што ја има и во неговата музика. Докаде е неговиот албум воопшто? Или се работи? Неговиот албум се спрема, каде да е треба да излезе. Го очекуваме сите со нетрпение, се надевам дека ќе биде во скоро време. Одлично. По кратка музичка пауза се враќаме во емисија. Со мене се Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов, со кој што ви говориме за обожение, нивното долгометражно остварување и за сите други проекти на кои што соработуваме. Вие слушате Радио Канал 103, хоро емисијата Данси Макабре, 261 издание, во кое што со мене во студиото се Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов, режисерите на долгометражниот филм Обожение, кој што можевме да го погледнеме во изминатите неколку месеци не само во нашиот главен град, туку и ширум нашата држава, затоа што овие храбри момци се одлучија да смогнат сили за едно патешествие низ културолошки надградување на нашата запоставена внатрешност на државата, малтене. Еден херојски подвиг од ваша страна, затоа што ретко кои режисери со филмот во својата торба се смогнуваат сили за да се справат со патување од нашите градови. Зошто се одлучивте баш да циркулира ова до секоја местност во нашата држава? Вака, филмот Обожение како наш дипломски проект не беше првично замислен да го работиме, да кажам, стрикно да биде како еден дипломски проект и да остане како заклучен во некоја фиока и да се дипломира со таков филм. Филмот Обожение беше една тематика и филм што нас ни лежеше на срце и сакавме едноставно да изработиме и да представиме и да го прикажеме нештото пред луѓето и пред публиката. Желбата за да биде филмот Обожение представен поред што е множно поголема публика е заради самата тематика што решивме да
снимаме и да ја обработиме оваа земја каде што живееме, каде што е изгубена духовноста и каде што младите не знаат што прават со себе си и мислиме дека треба да сакам еве со тоа што го правиме, што одиме од град во град, посебно на места каде што немале видено кино досега, со нашите проекти сакаме да ги гледаме реакциите на луѓето, реакциите на публиката, како тие го доживуваат филмот, како ја доживуваат тематиката, дали имаат едноставно некаква идеја за што се работи или некаде бледо си заминуваат од проекција и ништо не му е јасно што сме снимале и што сме работеле. Барем до сега колку што може да забележам, публиката истрајна беше до самиот крај на филмот и мислам дека има допрено барем од тоа ја што може да забележам. Вие како сте задоволни од рецепцијата воопшто во не само во Скопје, во другите градови на Македонија? На какви реакции добивате? Позитивни, негативни? Така е, на наше изненадување позитивните реакциите генерално беа позитивни. Ние бевме скептични, мислевме дека луѓето нема да го прифатат овој филм, дека е нешто ново, нешто чудно за нив, нешто што нема да го прифатат едноставно. Али сепак на нашите изненадување луѓето го прифатија овој филм многу позитивно и добивавме многу позитивни критики за овој филм. Одлично. Кажи ми колку долго го работевте обложение и зашто дојде од преминот, нели, од работниот наслов, од Радост, ако не се лажам, во финалниот нацрт кој што го имате. Значи, претпоставам дека како и секоја идеја која што сама од себе си се надополнува своето значење и си бара своја цел, претпоставам дека и тоа мутирало. Па не, Радост беше работен наслов на првиот дел. Така? Тоест на делот Катарза. Вториот дел Созерцание си имаше друг работен наслов. И така, значи, ние почнавме, целиот процес траеше да речи си 1 година. Така. Значи, од припремите кои што траја 6 месеци, па снимањето траеше 2 до 3 месеци, монтажа траеше 4 месеци, 5, па финализирањето на крај и така. Така, значи повеќе од година и тоа како се собра. Така, така. Локацијата беше снимен локациите беа снимени значи во околината на Битола така? И околината на Прилеп и самиот Прилеп. Кажи ми, зошто одлучивте да илустрирате триптих за да ја доловите вашата поетика? Онака, зошто одлучивте дека да имате засебни целини кои ќе мрежат еден човечки универзум, односно едни универзуми во луѓето? Зошто потребате за овие 3 сегменти? Така, значи, спомнавте дека првиот работен наслов беше Радост на едниот дел, на вториот беше Геридин, односно Созерцани. Ги работевме тематиките, приказните, односно сценаријата засебно, посебно. И во еден момент се споивме двајцата заедно и свативме дека приказните естетски, идеолошки, идејата и приказната се слични една на друга. Така. Можеме да ги споиме многу лесно и тоа би било најлесно доколку ги споиме теолошки. Тука се роди таа идеја да биде една целина, односно да биде обожение. Така. Филмот кој што се случи ги најдовте засебните термини од христијанската проминенција, кое што и најдобро ги доловува воопшто проблематиките кои што ги обработувате пред се во филмот. Конкретно нели губитокот на отуѓувањето од човечките мерила и вредности, како веќе тоа го напомена на самиот тоа беспатје во кое што се завдадени, ајде така да кажеме, искушенијата кои што подлегнуваат луѓето. Многу добро ги имате уловено пред се со оваа терминологија и интересно е катарзичниот почеток, нели, секогаш тоа се остава кон самиот епилог на самото дело да се доживее катарзата, вие вашиот обожението го отварате буквално со една катарза и буквално за еден суров нихилизам кој што еден лик го гори неговиот претходен живот, буквално, и мене ми наликуваше повеќе со сите искушенија кои што ги добива на приказната на Јов. Не знам, ме потсетуваше барем на самите моменти заради и минатото кое што го има и мислам дека и тоа допира баш до
самата христијанска проминенција и воопшто сите превирања низ кои што пати овој човек, нели, го запознаваме во една доста непогодна позиција во неговиот живот. Му влегуваме така, гледачот влегува сурово во него, во неговата животна дилема која што ја има. Кажи ми, зошто одлучи да ставиш баш еден ваков непогоден лик кој што од една страна има жал, нели, за неговата почината сопруга, и од друга страна го имаме како решението го бара на дното на чашите во денешница. Така е, значи идејата за овој лик беше од нашето секојдневие. Значи во нашето секојдневие и денешницата и нашето окружување, такви ликове ги има милијадници, премногу. Да. Така да беше многу лесно да се сроди идејата за таков еден лик, тврд, нихилистички, анархистички човек кој што треба во еден момент да се прекраши и да се сплоти со љубовта едноставно. Човек кој што никогаш не почувствувал љубов да се сроди со љубовта. И го имаме тој пресврт во филмот. Конкретно го имаме тоа од негова страна, согорување на се што има претходно направено во неговиот живот, отстранување на сите тие темни облаци кои што го обкружувале, и при првиот допир кој што му е даден воопшто со тоа спасение на душата, го прифаќа со отворени раце, онака. Интересно е тоа што другата тематика која што се провлекува покрај една автодеструктивност, која што во дадената ситуација се провлекува во контексти на самиот алкохолизам кој што го имаме во неколку ликови, не само во главниот, туку го имаме тоа, нели, као составен дел и од самиот дел на црквата, нели, од еден од свештениците. Интересно ми е да баш за реакциите, ако може да се поправи муабет малку, за на што налетавте кога се соочивте со не баш погодното светло во кое што црквата можеби не би сакала да биде прикажана, односно одредени индивидуи не би сакале да бидат прикажани. Конкретно тука го имаме свештеникот во првиот сегмент, кој што не прифаќа закоп на безбожник, меѓутоа ги прифаќа парите за кои што би било извршено тоа дело. Значи, алчноста и лицемерието ги имаме како дел од тие модерни тенденции кои што очигледно дека сите ги искушуваат. Зошто одлучивте баш да го покажете прстот конкретно и на овие елементи? Така. Значи Попот конкретно е со ценовник, се е прикажан како човек со ценовник. Так. Значи тоа е она најголемата контрадикторност, иронија од денешно време која што црквата, институцијата на црквата конкретно ни ја налага нас. Так. Значи дека тоа треба се да се плати со пари, да се купи, да мора да биде покриено некако. Значи тоа е најироничното нешто со кое што ние се среќаваме, и затоа одлучивме дека ние мора тоа да го прикажеме, затоа што ние филмот се вика Обожение, така. И целата идеја ние нас се стреми кон тоа. Бог не е институција, Бог не е градба, Бог не е материјално нешто, Бог е љубовта во секој од нас, посебно поединечно. Бог е во небото, Бог е во растенијата, Бог е во животните. И кон тука се движеше целата таа филозофија, дека едноставно материјално треба да биде понижено, едноставно треба да биде прекорено. Многу луѓе од самата Македонска православна црква ја сватија критиката здраво, Така. ја прифатија. Ние сме многу радосни за тоа, затоа што нашата порака конечно успеа и достигна. Значи, тоа што сакавме ние да ми го кажеме, го кажавме и тие го прифатија. И сега, можеби тоа не беа највисоките врвови од таа институција, меѓутоа тие што требаше да го прифатат, го прифатија. Одлично. Мислам дека одлично потенциравте за тоа дека едно расипано јаболко подобро е да се острани отколку да ги
инфицира другите во вреќата. Барем така јас го гледам, заради тоа што ова не е пред се усмерување и фрлање на камења кон севкупната институција, туку конкретно на оние кои што го злоупотребуваат дадениот авторитет и доверба која што им е подадена во самото тоа да бидат нели служители на повисоките инстанци, како да бидат посредници пред се. Мислам дека тука ја направивте таа дистинкција помеѓу тоа дека не се фрла каменот на институцијата, туку се фрла за луѓето кои што ја злоупотребуваат таа дадена моќ, кој што пред се мислам дека е универзална порака што ја ширите, затоа што конкретно не се однесува можеби толку многу како и на самиот свештеник, отколку како на сите узурпатори и злоупотребуваачи на сета моќ која што би им била дадена. Барем мислам дека тоа ја универзализира пораката која што имат. Па, не се лажам. Златко, не само кај нас во земјава, пораката мислам дека треба да биде малце и пошироко испратена за работата која што ја конкретизиравме и насочивме таа порака. Се случува, за жал, малце и пошироко и од Балканот, на секаде ни светот таа работа, луѓето на која му е даена таа доверба или која има добиена таа функција да извршуваат некои работи, најчесто за жал голем дел од нив и младите кои почнуваат да се занимаваат за тоа, го работат тоа чисто од злоупотреба и за да искористат некоја материјална моќ, а не да шират и да проповедаат нешто што им е дадено од Бога. Кажете ми сега малку за символиката која што е и тоа како се присутна во вашиот филм. Од една страна ги имаме на појдолно ниво на имињата ги имаме нада и вера. Уште недостасуваш уште љуба да се појави некаде во последниот сегмент, искрено јас ја очекував. Од друга страна ги имаме и Христо кој што е носител буквално на вториот сегмент. И секако тука убава иронија си поигрувате буквално со руинираната радост, односно со тоа што треба да представува името на самиот локал каде што снимате во првиот сегмент, кој што на се личи само на радост кога ќе се погледне од надвор. Меѓутоа, иако има дискрепанца помеѓу името и тоа што изгледа, меѓутоа ја символизира сепак таа руралноста воопшто, символизира тој притаен живот кој што баш ме зачуди како успеа еден модерен бенд да го вметнеш натре во сето тоа и да постигнеш таа разлика на цивилизацијска можеби. Меѓутоа, од една страна да, кога ќе се гледа на појдовна точка дека имаме еден рок-н-рол бенд кој што влегува да свири во селска кооперација, меѓутоа тој контраст многу добро го вплоти со една интимна атмосфера каде што тегобите сите ги подразбираат, само на различен начин ги канализираат, барем така јас можев да го видам. Ајде малку за символиката да позборувам, од една страна за имињата зашто одлучивте и од друга страна за одлуката да се спои овој начин на болка. Океј, може да се навратам малку на почетокот од разговорот што го започнавме, за како почнавме со насловите на филмот, односно работните наслови Радост и Гери Дин. Така. Насловот Гери Дин, работниот наслов Гери Дин, односно насловот за созерцанието, мојата идеја кон тоа дојде од една вистинска приказна, вистински луѓе и настани што се случуваат некаде надвор од нашава земја, каде што лично јас ги завознам некои ликови. И целата случка и ситуација се случуваше во вистинскиот живот на еден лик и на една личност, буквално нашите Христо и Вера, Така. што јас се одлучив да ги применувам и да ги вклопам во нашето општество. Буквално луѓето кога прв пат ги запознав, надвор од нашава земја, ги почувствував дека тие се тука и кај нас и тоа нешто се случува истото и кај нас. Така. Имаме и такви луѓе и случаеви што може да се сретнат и кај нас. Затоа и пробав да ги адаптирам тие ликови, односно ликот Гери Дин, што кај нас го нарекуваме Христо, и неговата сопатничка Вера. Се лучивме за тие наслови, тие работи, затоа што некако ни се вклопија и целосно ја исполнуваја целата символика за да го добиеме насловот Обожение.
нада исто од филмот, од делот со катарзата, каде што во еден момент ти спомна дека тука е верата, нада и ни фали уште љуба, али јас би спомнал дека љубовта ги спојува сите моменти и сите личности за да стигнат до обожението. Љубовта е таа што ги поврзува и Христо и Лазар за да стигнат тие до тоа обожение. До тоа воздигнување Да. на крај, да. Одлично, притајно. Кажи ми за судирот, помеѓу модерното и руралното. Зошто одлучи баш да бендот да ја прикаже сувата наша земја? Добро, значи тоа е реалноста, значи целиот тој амбиент на радост е вистински амбиент на радост, значи се уште ги имаме тие луѓе кои што го живеат тој филм на радост, кои што живеат таму, кои што екзистенцираат едноставно. И од таму се роди идејата дека тоа може да биде едноставно супер сценографија, супер сценарио за каде што и може да се одвива цело тоа дејство на такви ликови, како што ние ликови кои што ние ги обработуваме, кои што се борат со екзистенцијалноста. И така. За актерската изvedба можам само да те пофалам заради тоа што буквално доловија една сеприсутна апатија која што владееше на самата локација, мислам дека и на самата ситуација во која што беа премрежени, заради тоа што буквално беа исцртани нивните животни тегоби и безволно ги искажуваа во што тие дијалози и со самото нивно гледање, кое што само по себе беше од една страна сожалувачки можеби, предизвикуваше, некако вид на емпатичност можеби кон самите ликови, меѓутоа сепак го доловија тоа траорност ја доловија таа. Кажи ми како падна изборот воопшто на тие актори и дали си задоволен ти од Така, идејата беше да направиме филм кој што ќе зборува за проклетството во очите на луѓето, значи за целата таа меланхолија и апатија и луѓе кои што едноставно ги имаме насекаде околу нас, меѓутоа кои што заради нашите секојдневни обврски, не знам, бла бла бла, не ги забележувам. Така. Значи тука беше идејата. Кастингот беше едноставно луѓе кои што сметавме дека ќе можат да ја обработат таа работа, кои што ќе бидат способни да се приклучат овде, кои што нормално ќе имаат волја за да работат едноставно за без пари и да се вклучат во целиот процес. Одлично. Напоменавме веќе дека Созерцание е вториот сегмент на кој што од кој што е составено обожание. Значи, сосема буквално кога започнува Созерцание, барем јас доживеав дека има сосема поразличен вид на тоналитет и естетика отколку првиот дел. Значи имаме подолги кадри, имаме поспортон, буквално во тој момент како да филмот да зема здив. Едноставно како да вдишува и да заживува на сосема контемплативно за разлика од првиот сегмент. Зошто барем таа естетска одлука реши да ја применеш во текот на снимањето на овој филм? Па, Созерцанието како еден дел од трите фази на обожението, како фазата на просветлувањето на Христо, еден лик кој што се просветлува во целиот филм. Оправдано драматуршки, мислам дека е точно затоа што ги имаше тие долги кадри, затоа што тој е моментот на неговото просветлување. Така. Моментот каде што гледачите и секој обичен нормален гледач треба да се соживее со нештото и да го доживее тоа просветлување на тој лик каде што се движи буквално кон неговата средба со Бог. Се движи кон тој е сосема чист лик каде што треба да го доживее неговото обожување. Одлично. Во вториот дел имаш еден добар човек кој што е ставен во еден нечовечен свет, односно го имаш тој силно потенцирано тој судир, тој сукоп. Дали
тоа е еден начин на прикажувањето на модерното распетие кое што Христо треба да го помине, односно губитокот на духовноста во околината наспроти тоа иманентно превирање кое што го имаме во првиот дел. Кажи ми, зошто одлучи баш да го фрлиш овој лик на лавовите на модерното живење? Христо, како Христо, многу пати бил распнуван, многу пати доживувал распетија, Така. но кај нас во овој дел мислам дека беше моментот на неговото просветлување што тој доаѓа до таа фаза на обожение, али сепак идејата и сето до ситуацијата до која дојдов да го доведам тој лик до таа ситуација е нашата околина која не обкружува. Тоа е нашата реалност каде што живееме, кога би ги погледнале сите тие крстови непотребно се издигнуваат околу нас по не знам колку таму 50-100 метра, да не харикирам, али Така. луѓето носат крстови по вратови, по возила, по автомобили, безпотребно се градат, фрлаат стотици илјади евра во храмови, во злата и мислам дека религиозноста не се мери со волуменозноста и големината Точно, на тоа е материјалната. Тоа е точно, али сепак тоа е моментот кога Христо во овој филм мораше така да го решиме и дека тој мораше да се реши да е бара духовноста и дека изгубена човечноста и материјалноста на луѓето, сите се целат кон материјалното и материјалните вредности не водат никаде, буквално кон ништо. Освен кон личната пропаст. Јасно. Кажи ми, зашто никој не сакаше да ја слушне песната на Христо, ни со пари, ни без пари? Зашто никој не му дозволуваше да се направи таа свирка? Дали и тоа говори за што се дојдени луѓето денес? Луѓето се дојдени, мислам, таа ситуација, тој момент е заради тоа што Одличен апсурд, рече, да те луѓето похвалам. ги гледаат, ги оценуваат луѓето според облеката, според личниот изглед, ги преценуваат, не сакаат да ги слушнат, не сакаат да разговараат со луѓето. Така. Ако почнам да разговарам, би почнал и од лични искуства, затоа што некои луѓе можат да, или пријатели, Така. судат по личниот изглед и личниот начин на облекување или однесување. Ако имаме ние пријатели, Така. мислам дека не треба да се суди по изгледот и по Дефинитивно. облеката, ама мислам дека живееме во време каде што луѓето некогаш се оградуваат од тоа и Меѓутоа, изгубени се предрасуди- вредностите и не знам што би коментирал понатака. Предрасудите и тоа како денес е Така. силно и така што сите подлегнуваат на тоа и можеби во тоа брендирање и во затворање во луѓето на предодредени фолдери и како треба да изгледаат или како треба да се однесуваат, можеби не им даваат премногу шанса на луѓето кои што се поразлични од тоа што го гледаат секој ден во огледало, меѓутоа добро го потенцираш тоа во твојот сегмент, конкретно со овие апсурдни реплики кои што ги имаш и кои што многу детално говорат за баш за таа стигматизација која што непотребно се прави затоа што секој живот подеднако вреди, барем според мене, никој живот не вреди повеќе од другиот и никој не заслужува да го проценува барем финансиски колку може да вреди и колку заслужил воопшто да биде присутен на оваа земја. Кажи ми само уште да те прашам за борбата во која што е заровен женскиот лик буквално во овој сегмент, која што е истоштена пред суровата казна која е досудена од рак и излезот е буквално едно онемување со болката која што ја наметнува во незините вени, односно. Кажи ми, дали незиниот чин со одење во манастирот е еден, го гледаш како јалов повик за помош? Некако барем последниот крик? Кажи ми нешто Таа за овој. ситуација и тој момент за одење во манастирот по повик е од некаде извлечена од ситуациите што сум ги видел, што се случуваат некаде во земјава. И таа помош ја добиваат од некои си
тако наречени свештени лица или свети лица. И како црквата, односно светите лица им одмагаат на луѓето што сакаат да побараат помош во такви свети храмови, кои што се тотално не се за таква работа, не се направени за такви луѓе за да бараат помош на такви места. И луѓето само се лажат себе си дека одејќи на такви места би си помогнале себе си или си помогнале да се излечат или да се избават од некои такви гревови. Така. Само се лажат и влегуваат се подлабоко во тие црни јами. Меѓутоа, тие лични демони и воопшто тие навирање на модерното живење, не сметаш дека не е возможно да се излечат со молитва, заради тоа што сепак е незавидна некаква позиција и човекот кога се наоѓа во тоа бесплатје, за секоја сламка нели се фаќа. Се фаќа за секоја сламка, али мислам дека фаќањето за молитва не се фаќаат за правите луѓе, затоа што како што во целиот филм е прикажано на таквите места, моментално луѓето ја злоупотребуваат само функцијата и гледаат материјална страна да излечат од нештото, а не да помогнат на некој што во нив гледа спас. Така, и логирани се 24/7 на Facebook, како што можевме тоа да го забележиме во вашиот филм, уште една убава иронична согледба која што ја направивте. Кажи ми само уште во контекст на музиката, како да е до соработката со Горан Трајковски, кој што, ако не се лажам, во последниот сегмент имаше дополнителен удел во воспоставувањето на тонот воопшто на самиот сегмент на филмот. Од кога датира оваа соработка и како да е воопшто? Соработката со Горан Трајковски беше случајна и спонтана, но ние се решивме со Светислав колегата, го составивме целиот филм, составивме отприлика концептот, триптих, насловите, зашто сакаме да зборуваме и размислуваме околу музиката кој би бил соодветен човек и кој би ни помогнал и да го реализираме сето нешто. Одлучивме и според нашите видувања и нашите претходни искуства што сме слушале музика, дека Горан Трајковски е единствената личност што во моментот работи таква музика и тоа би било едноставно перфектното нешто што би се вклопило во нашиот филм. Го исконтактиравме човекот, сакаше да го погледне филмот, го погледна и едноставно ни се отвори за соработка и ни помогна целосно, се посвети на нештото, се не поддржа. Така го препозна потенцијалот воопшто на пораката која што сакавте да ја пренесете, претпоставувам. Да, во тој момент таа верзија што ја гледаше тој беше една обична работна верзија на самиот филм, не беше финализирана, но човекот се потруди и се посвети максимално за да го извадиме тоа што го сакам. Одлично и постигнавте и тоа како заумен сегмент со кој што го финализирате филмот, меѓутоа за тоа може да позборуваме во наредниот дел од емисијата, а тука да направиме една кратка пауза. И во продолжение да слушнеме три композиции на кои што има работено Горан Трајковски во своето време, односно ќе слушнеме три теми од Падот на Византија, значи слушнеме почеток на крај, сепак истата состојба и Ноќ над Југославија и се враќаме во емисија да ви говориме за финализацијата воопшто на обожение и воздигањето над сите превирања кои што ги носи ова травматично модерно екзистирање. Вие слушате Радио Канал 103, ова е хора емисијата Дан се макар, 261 издание. Со мене во студиото се Кирил Каракаш и Светислав Полешанов. Со нив ви говоревме за првите два сегменти од нивниот триптих, кој што го носи насловот како обожение. Конкретно за созрцание и за катарза ви говорихме во претходните делови на долго и на широко. Меѓутоа за овој сегмент ви го оставивме воздигањето, односно последниот сегмент од овој филм, кој е составен од еден моќен кадар кој што сублимира буквално човечката трагедија на двата односечки ликови на овој филм и ги воздигнува до севишни дострели. Кажете ми зошто одлучивте тој кадар да биде епилогот на овој филм кој што би ја постигнал таа кохезија помеѓу овие две неспојливи, а сепак блиски приказни. Зошто падна одлуката да го финиширате овој филм на еден таков вознесен начин? Така,
Така, значи целата идеја беше, целата таа трагика на двајцата ликови да се прикажи колку што може пореално, едноставно да биде на некој начин и слика и реалност и да биде целото нешто измешано помеѓу себе, да биде да едноставно да ја прикажи својата символика на нештото и да ги води гледачите кон крајот, едноставно. Тоа е постојаната состојба, тоа е воздигањето кое што треба да биде едноставно највисоката состојба од последицата од претходните две состојби од катарзата и созрецанието, кој што едноставно главните ликови ќе ги донеси до обожение. Така. Повторно ќе потенцирам еден многу моќен кадар во кој што очигледно дека имавте доста послушни и доста мирни статисти воопшто, односно имавте символиката која што веќе кој што ја влечат овие ликови пред се. Претпоставам дека ве иницирало тоа и од самата христијанска митологија, за кој што може воопшто повеќе да продискутираме во овој сегмент. Меѓутоа, избраниците кои што ви го збогати овој кадар беа доста послушни. Како сте задоволни од животните, ако веќе сте задоволни од актерите кои што ги земавте за овој кадар? Дали беа мирни? Затоа што многу режисери имаат проблем кога нетренирани животни имаат на сет и губат време, кое што време нели е најскапата алатка која што на режисерот му губа многу време за да ги скротат воопшто во кадар. Вие претпоставувам дека немавте таков проблем, или? Па на почетокот јас најмногу бев скептичен заради животните што ги имавме во, да не речем, изобилие во целиот процес и во целиот филм, односно во двата дела на филмот. Така. Но за наша среќа овој филм, да речеме, немавме ниту еден проблем со ниту едно животно. Животните беа како извадени од, не знам, како премногу дресирани животни, како извадени од некое место каде што биле обучувани за филмски актери. Животните подобро се однесуваат од актерите во филмот. И повеќе јас би рекол дека имаме проблеми и ситуации и повторувања со актерите отколку со животните. Така. Животните во текот на целиот процес и во катарзата и во созрцанието и во третиот дел во воздигањето беа пајчиња, седеа мирни, спокојни и си ги истера своите улоги до крај. Мислам, сум многу фасциниран од тоа што ни се погодија такви питоми животни кои што ни помогнаа да го завршиме нашиот процес полесно и без многу губење на време. А и јас во самиот процес и да пред продукцијата немавме планирано екстра денови за снимање и преснимување на доколку би имале проблеми со животните. А и тоа се покажа како потврдно дека сето испадна многу позитивно. Конкретно го напоменувам последниот сегмент заради тоа што тоа е долг кадар и многу лесно може да се случи да некој да покаже некаква непослушност од ниво, па да мора сето тоа да се преповторува непотребно. Меѓутоа, вие имавте очигледна среќата во таа ситуација да налетате на како што напоменам дресиран. Па не баш, тоа беше еден од многуте, значи, тейкови од самиот кадар, значи тоа беше 7-миот, 8-миот. Така? Обид за да се успее да се стигне до тој кадар. Супер, имавте некои други комплицирани кадри кои што сте очекувале или не сте очекувале да налетате на тие препреки во процесот на снимање, или гладко беше се? Затоа што на секој филм, мислам, нема режисер кој што ќе ми го потврди тоа дека се според сторибукот и се според зацртаното време и место било сниме. Претпоставам дека и вие сте имале комплицирани кадри. Па не, генерално приказната беше снимана според сторибордот. Ali имавме многу непријатности, многу непредвидливи ситуации кои што ги решавме на самото место, кои што на крај за среќа испаднаја многу позитивно и добро решени за нашиот филм. Одлично, кажи ми само за символиката која што ја применуваш, затоа што символиката на конкретно што се врзува со религиозната догма тука,
се проткајува и во првиот и во вториот сегмент символиката на јајцето и тоа како е се присутна, и од друга страна имаме нели јагнето и зајакот за кој што ви говоревме во текот на емисијава за конкретно за нивната кроткост, меѓутоа си го имаат заслужено своето место во самиот филм баш поради значењето кое што го влечат како доста круцијални елементи воопшто и сегменти од самата религија. Зошто се одлучивте конкретно на овие символи? Така, значи се одлучивме на овие символи заради тоа што тие најадекватно ни кореспондираат со нашата приказна, со нашето сценарио. Значи го имаме јајцето кое што ни ветува некоја нова рожба, некој ново раѓање на нешто ново, на нешто убаво, на некој ново роđевство. Пратаму го имавме зајакот кој што ни го символизира осветлувањето на духот, просветлувањето на духот, значи чистењето на духот, и јагнето кое што ни го символизира жртвата, кое што ни символизира жртвувањето на главните актери. Одличен избор пред се, и секако тука ги имаме сувото дрво и темните планини, како што напоменувате, односно тие што закотвувањето во самата природа како составен дел од овој филм, кој што максимално беше експонирана не само во катарза, конкретно и во созерцание, буквално во коријата на планината успеа да Кирил да ги избрка своите актери и да го пронедат својот мир и спокој. И мислам, барем јас можам да заклучам дека имаш одлични локации најдено на кои што сте снимале. Претпоставам дека ова е во близина нели на Перистер, во близина на Битола, воопшто во тој регион, планинскиот дел или каде? Филмот Созерцание не е сниман на Пелистер или во Битола, туку го снимамне во околината на Прилеп, односно некаде околу пределите на Кајмариово, односно Штавица. Потоа имавме снимања некаде во Присад, некаде манастирот Свети Ѓорѓија, и околу околината на манастирот Трескавец, и таму се случува дел од тие из Грејсонце и Задисонце, каде што беше голем предизвик да се стигнат и да ги оствариме во тој временски период, затоа што бевме ограничени со време. Така. Затоа што самото снимање се одбиваше во летниот период, а како што знаеме, сите летниот период е време за одмори, а дел од екипата си земаат своји одмори и беше многу тешко да се скоординира во кој период ќе се случува снимањето, кои актери ќе бидат слободни, кој дел од екипата ни се слободни, кога можеме да снимаме, и немавме простор за грешка, немавме простор за преснимување на тие работи. Туку сите сцени на Изгрејсонце и Седисонце ги снимавме на прв тек. Така, значи зависевте многу од самата локација, односно самата природа, и ви го диктираше воопшто, ако ништо друго, и снимањето како што веќе потенцираш. Одлично, кажи ми, зошто сега се одлучивте да ја работите оваа тема? Знам дека често го добивате ова прашање на дискусиите кои што ги имате после проекциите, заради тоа што тема која што е загадочна и заголицка нормално во многу луѓе, барем во денешното општество. Меѓутоа, зошто воопшто се одлучивте конкретно во овој дел од вашите животи да ја работите ова конкретно тематика, и дали сметате дека понатаму не би можеле да ја одработите на овој начин сега како што сте снимали? Така, значи, оваа тематика се одлучивме сега да ја работиме затоа што ова е нашиот дипломски филм, ова е нашиот филм снимен без буџет, така, каде што ние имаме максималната слобода да се изразиме самите себе си, да го покажеме нашиот филмски јазик и тоа што сме го научиле досега, во некоја неопределена форма. Можеме слободно да кажеме дека ние го сметаме филмот како уметност, а не како за анимација и како игра и не знам така натаму, тоа што пропагира Западот уствари. Така. Тука ние се одлучивме да бидиме храбри, да одиме кон оваа тематика и да едноставно тоа што нас ни лежи на срце, при срце, да го искажеме во овој филм.
Одлично. Сметате дека во иднина не би можеле да ја реализирате на овој начин на кој што сега ја имате оваа слобода, меѓутоа ги немате парите и буџетот воопшто да го направите тоа? Сметате дека во иднина кога би го немале првиот сегмент, а би го имале вториот, би штетело тоа на конечниот резултат на самиот филм? Па, јас мислам дека моментот сега е правиот момент за реализирање на филмот Обожение, затоа што јас или колегата Светлислав не знам како би се чувствувале кога на нашата глава би застанале некои продуценти, некои луѓе, или би застанала некоја институција која што би финансирала некој одреден буџет или некои пари, овакво општество каде што гледаме како се пропагираат и како функционираат работите, дека би ни дозволиле продуцентите да реализираме ваква тематика и вакви символи што не знам кој досега би ги работел досега кај нас. Мислам дека не само тие причини, туку и ние да се замислиме во позиција по 10-15 години со семејство или со фамилија, не сум сигурен дека би можел јас со семејство покрај мене, доколку би имал, да ги зацрнувам или да ги обележувам луѓето со една ваква тематика, ако општеството би ми налагало или сугерирало некои други вредности каде што живееме. А ние сепак сакаме да ја прикажеме само реалната слика. Така, кој што искрен пристап имате пред се. Мислам дека поголем потешкотија за самата реализација на филмот би било тоа изземањето на авторството, кое што би го имале пред се, слободата конкретно да ги прикажете и да ги искажете овие ваши видувања кои што ги имате на проблематиките повеќе, отколку стигматизацијата на самото општество, заради тоа што и знаеме и како се третира воопшто културата тука и колку таа ставена и на каков пиедестал е ставена во општеството, така што тешко дека би излегло од маргинализациите во кои што е самата неправедно потисната. Меѓутоа сепак во право си, мислам дека си во право за тоа што авторството мислам дека би патело најмногу, конкретно за тоа што би го искажале. Може да накратко само да споменеме заради тоа што немате паднато од негде никаде на оваа земја, односно немате Обожание не е првото нешто кое што како епифанија ви се има случајно за да дојдете да го реализирате, како што веќе споменавте, ова е вашиот дипломски филм. Предходно, секако го споменавме и ја споменавме работата која што имаш, Светислав, направено за спотот на Горан Таневски пред се и секако тука е работата на Есен своја јаш како еден проект кој што го имаш работено во минатото, кој што исто така има добиено неколку награди, или има и пропатувано на неколку фестивали. А од друга страна на Кирил тука да споменеме пред се инволвирањата кои што ги имаш пред студиските денови, нели храбри потфати во филмската уметност, Пресуда го имаме тука како еден од твоите иницијални проекти и Fake Love. Може да прокоментираме на кратко само за овие филмови понешто, затоа што тука имаме таа смелост како еден млад автор да прикаже конкретно во Пресуда еден латентен премин од едно банално секојдневие кое што води кон еден свиреп епилог. Зошто се одлучи конкретно за оваа тема? Како два контрапункта ги земам, затоа што Fake Love е една доста нежна љубовна приказна, наспроти ова отуѓеност и повеќе кавкијанско дело, можеби повеќе влече Пресуда, конкретно заради самата која што му е донесена на самиот лик. Може ни збор два за овие почетоци? Пресудата и Лажната љубов, тие се едни филмови кога бев јас еден млад тинејџер, ги работев како непрофесионални проекти така, аматерски со моите другари, нормално. Ја мислам дека двата филма потекнуваат од два различни периода од мојот живот. И мислам дека настаните и што следеле во мојот живот и што сум ги доживувал во тој момент биле пресудни за да се занимавам со такви работи, исто како и сега што се занимаваме со филмот Обожение. Што се пресудни настаните во кои живееме и општеството во кое живееме. Исто и тогаш и во тој момент настаните кои ме окружувале во тој момент, и за Пресудата и за Лажната љубов, можеби сум бил заљубен,
И тие биле некои пресудни настани, некои тинеџерски љубови за да направам некој таков филм или за пресудата да направам некој таков филм за што би имале некој таков погубен епилог на крајот. Така, кажи ми само во периодот кога паралелно со Essence Voyage го имаме и во темнината од твоја страна, кога е реализиран, кажи ми нешто според вас за животот на овој филм кој што го има конкретно и соработката со луѓето кои што е реализиран. Во темнината беше еден студентски проект, односно имавме задача по еден предмет да изработиме една видео приказна според некоја музичка нумера. Така? И тоаш мене ми се падна да работам за еден бенд од Прилеп, кој што имаше една тематика, кој што бендот се викаше Hypnotic Wave, кој што ме асоцираше некои такви хорор, темни, мрачни работи и целата нумера на сето нешто. И одлучив да направам една приказна која што се занимава со малце, да наречам, хорор жанрот. Така, влезе во бизарностите тука. Влезе малце тука во некои нејасни работи, во хорор жанрот и мислам дека испадна интересно и целиот проект му се допадна на бендот и така го одлучивме да го изработиме заедно. Кој што допирате и до самиот жанр, ако не се лажам, и до Доктор Менгеле, како го имаш представено воопшто во самите тие ходници во спотот на Таневски, така. Доста крваво и доста суптилно го имаш метнато овој лик. Како дојде воопшто до идејата да го вметнеш ова харизматично појавление во целиот овој надреален спот? Така, значи, целата идеја за тој спот беше со заедничка консултација со Горан Таневски, така да ние неговите идеи ги преточивме во видео. И оттам до идејата за развиток, значи, бидејќи спотот се викаше исто по некоја случајност воздигнување или издигнување, како да е. Почнавме со, значи, почнавме да ги обработуваме ликовите од нивната давочина, од нивната натрешно, од нивната низина, се до нивното издигнување. Така. И од тука се роди идејата за тоа да ги представиме така. Овој начин на пронижување од падот до подемот, малте не. Кажи ми уште за изолација, односно Isolation, еден наменски видеозапис кој што го имаш направено, кој исто така допира до една пикантна тема, која што е проблематика пред се за голем број на луѓе кои што го носат жигот на оваа болест. Може збор два да споделиме за овој проект? Проектот Изолација исто е дека студентски проект така? Во моите студентски денови. Го изработив во склоп на денот на, односно месецот на ХИВ, односно за месецот на сидата, декември месец. Тоа се случи некаде пред 4-5 години во соработка со Црвениот крст на Македонија и Црвениот крст на град Скопје, каде што ме поддржаа и ми помогнаа во реализација на овој проект. Сакав да ја представам да го представам проблемот на луѓето со кои што го носат во Македонија, што се ХИВ позитивни на тој вирус и како се тие изолирани, дека пораката на самиот филм и на самиот проект што трае само една минута, а и многу кратока, мислам дека носи силна порака е дека болеста не е таа што ги убива тие луѓе, туку изолацијата ги убива самите луѓе. И крајно ефективен филм, без разлика на време трајањето, сепак изборот да снимаш во прво лице и да ја прикажеш низ нивните очи како воопшто тие се гледани, мислам дека оставаш еден силен удар за уште еден коментар пред се за околината повеќе отколку за самите луѓе кои што го носат овој жиг над себе. Тука го имаме уште и Wires да го споменеме, односно проектот со кој што го реализираше со голем дел од екипата и од Есра, претпоставувам. Проектот Wires е исто еден студентски проект.
Жици, тоа беше еден филм во кој што првично идејата беше за да се започне со еден предмет Така? кој што променува или дава некое действие на некои луѓе. Добро. Во мојот случај беше жиците. Како жиците на во овој случај помогнаа на личност, на еден лик да промени нешто во себе или да почне да твори нешто. Кај мене се работеше со еден лик кој што бил претходно сосема друга професија во животот, некој си електроинженер, Така? а сега после будењето од кома по многу години тој станува еден ликов уметник и сака да твори. Одлично, со работката, мислам, главната улога беше... Главната улога беше Игор Ангелов, Така. тука игра Кирил Коруновски, еден стар и доста искусен актер од Македонскиот народен театар и Трајанка Илиева Таци од Драмскиот театар. Одлично. Кажете ми, дечки, уште да напоменеме каде се поживеа и помина Обожение и каде е трасирана патеката каде што следува во наредниот период. Значи имаше, ако не се лажам барем за локацијата на Скопје, имаше проекции во Кинотека, конкретно 2, Така. и во МКЦ, Младинскиот културен центар. Надвор, што Добро, доживеа? значи после првата премиера во МКЦ во Скопје во кино Фросина подочно. Така? Обожение падот го продолжи во Битола, после тоа беше во Прилеп, па повторно во Скопје на неколку пати во Кинотека, па на крај последно беше во Штип. Сега се надеваме натам дека ќе биде проектиран филмот во Кочани, Велес, Струмица и така натаму. Значи, Кочани, Велес, Струмица се зацртаните дестинации каде што филмот Обожение ќе може да се погледне во... И се надеваме во една интересна локација Виница, каде што луѓето немале можност да видат никаков културен настан во изминатите 10 години. И мислам дека таму ќе имаат можност да го гледаат во наредна прилика, во наредниот месец дена. Така, културата има таа моќ да не ги запостави своите гледачи воопшто во Така, па затоа сакавме ние да самиот филм и самата тематика што ја представуваме да биде видена од повеќе луѓе на повеќе региони во земјата, односно различни региони во земјата, да видиме кои луѓе каква култура имаат, како размислуваат на таа тематика. со различно животно искуство пред се. Јасно, и затоа сакаме да видиме кои се размислувања, на пример, затоа имаме после секоја проекција разговор со публиката за прашање кои работи биле јасни, како размислуваат тие на самата тематика, зошто одлучија да дојдат да го погледнат тој филм. Така, што ги интригирало. Со што си заминуваат дома? Јасно, со што се заминуваат дома, пошто ние поставуваме одреден дел на прашања за самиот филм и самиот филм е еден вид на тест на општеството во кое што живееме. Така, тоа е целта нели на секој уметник да и постави тие теговни прашања, значи делото да го остави отворено, да говори само за себе, а тој да го покаже прстот на тие проблеми кои што смета дека се евидентни и кои што треба да останат како белек на едно време, како што напоменуваш. Така што, дечки, ви посакувам успех со овој проект, на било која дестинација да идете, да заживее на филмските фестивали, тоа што секој филм му го заслужува и му следува, а Обожение е квалитетен филм и тоа како мора да си го најде своето место под сонцето. Кажете ми за наредни проекти, да не имате нешто зацртано, планови за работа? Наредните проекти ги оставаме за месец август. Така. До тогаш би сакале да се посветиме максимално на Обожение, пошто затоа што Обожение допрва за него животот почнува и Так. не е само моментот по неговата прва проекција да згасне неговиот живот. Обожение треба да продолжи да живее и да живее не само во Македонија, туку и на секаде низ светот. Имаме следни ангажмани на Обожение на фестивали во Франција, во Париз, имаме Одлично. во Германија, во Берлин и во Кина Одлично. и во Албанија. Во Албанија фестивалот е во септември подочно, Подградец, каде што имаме сигурни сознанија дека таму е филмот примен веќе. Одлично. Моментално работиме на стратегијата на кои останати фестивали ќе го испраќаме филмот и Така.
се надеваме на поголем прием на публиката и на добро разбирање на филмот. Со оглед на универзалноста која што има на пораката, мислам дека ќе може да се направат паралели и во овие земји каде што ги напоменуваш, заради тоа што сепак се ова мерила кои денес треба да ги поседуваат сите луѓе без разлика на тежината на времењето во кое што се наоѓа. Значи, дечки, ви посакувам успех со обожение и после август ги чекаме вашите нови филмски остварувања, да ми дојдете во 103 да си направиме муавет, да сето тоа што го работите, вратите се отворени и секако пред наредните тегоби на модерното општество кој што ги нуди, да се надеваме дека светла точка ќе биде, ако ништо друга, уметноста која што со вашата визија ќе може да ја истуркате на крај. Уште наш фала ви што бевте гости во 103 и се надевам дека не болеше толку многу гостувањето, колку што претпоставувам. Благодариме за поканата, уште наш поздрав до сите слушатели на 103. Ни беше многу драго и мило што бевме тука ваши гости во вашето студио. Многу пријатно искуство. Вие бевте одлични домаќини тука. И се надеваме на понатамошни соработки, Дефинитивно. дружења тука во вашето 103 радио. Дефинитивно. Во продолжение на емисијата слушаме композиции на Мизар, конкретно слушаме Амфилохи и ќе слушнеме Градот е нем и Дождот. Ова беше 261-то издание на Дансе Макабре. Со мене во студиото беа Кирил Каракаш и Светислав Подлешанов. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и плашете се.